Јас сум Жаклина Ристовска од Основно училиште Браќа Миладиновци аеродром од Скопје. И денеска ќе се запознаете, ќе ве запознам со населението на Република Македонија. Што ќе научите? Ќе се запознаете со поимот население. Ќе знаете за попис на население и што е целта на пописот. Ќе толкувате за полова, старосна, етничка структура на населението во Република Македонија и неговите белеси. Исто така ќе научите за етнички заедници кои живеат во Македонија. Дел од вашиот речник ќе бидат и следниве поими. Структура на население. Тоа е сооднос меѓу одредени групи на население. Значи, меѓу повозрасно население, помладо и ќе видите подоцна. Население на една држава го сочинуваат луѓето кои живеат на незината територија. Етничка заедница се делови од народ кој живее во друга држава. И попис на население е утврдување на бројот на жители и други податоци во една земја. Па да видиме. Според последниот попис, кој е извршен во 2002 година, е констатирано дека бројот на населението во Македонија постојано се менува. Според овој попис, во Македонија живеат 2 милиони жители. Доколку сакате подетални податоци за колку жители живеат, колку има мажи, колку има жени, колку има деца, колкав е бројот на жители од етничките заедници, може да го отворите овој линк и да истражувате. Пописот на населението се организира на секои 10 години со цел да се потврди бројот на населението во таа држава. Еве еден интересен податок, каде што се кажува дека по Втората светска војна во Република Македонија се спроведени 8 пописи. Во 1948, 1953, а потоа точно на 10 години. Последниот попис е 2002 година и овие податоци кои јас ќе ви ги презентирам се од пописот од 2002 година. Овде извадив еден оригинален податок од Статистичкиот завод на Македонија, за да видиме точно колку во 2002 година имало население. Точно имало 2 милиона 22.547 жители. Домаќинства имало 564.296, додека станови 698.143. Ова ни укажува дека не значи дека во сите станови има и домаќинство. Гледате, имате помалку домаќинства отколку станови. Но што е целта на пописот? Зошто се прави попис? За да се види бројот на населението и неговата територијална разместеност. Структурата на населението по пол, по етничка структура и старосна структура. Бројот на домаќинствата и нивната територијална разместеност и бројот на живеалиштата според видот и нивната територијална разместеност. Што е полова структура? Полова структура е сооднос меѓу машкото и женското население во одреден простор. Во Македонија според податоците има повеќе мажи отколку жени, но незначително, за некои 0,4%. Или во бројки мажи има 1.015.377, а жени има 1.007.170. Зошто е потребно оваа да се направи полова структура, значи да знаеме колку има мажи, колку има жени? Заради природниот прираст во една држава. Што е тоа природен прираст? Природен прираст е колку новораденчиња имало во тој период додека од последниот попис до оно што ќе треба да се направи.
Старосната структура на населението е поделена обично вака. До 19 години, тоа се децата, младинците, обично се со завршување на средната школа, значи тука се брои на населението и тоа е до 19 години. Од 20 до 65 години, тоа е дел од животот кога луѓето се работоспособни, обично работат и имаат своја кариера. И над 65 години тоа се обично пензионерите. Да видиме во статистичкиот податок како тоа е направено. Инаку да кажеме дека старосната структура е сооднос меѓу трите старосни групи на населението на одреден простор. Но овде во овој податок ќе видиме како се изброени луѓето, граѓаните на територијата на Македонија во 2002 година. Значи, од овде се гледа колку имало до 4 години жители, до 9 години, до 14 и така натаму на секои 4 години. Точно можеме да видиме од која возрастна старосна структура имало најмногу жители. Најмногу жители, според овие податоци овде, имало од 15 до 19 години или 165.422 жители биле од 15 до 19 години во 2002 година од тој попис. Исто така, во пописот може да најдеме и како луѓето се изјасниле според својата национална припадност. Така македонци се изјасниле дека се 1.297.987. Албанци, турци, еве ги податоците, сите тие се изјасниле дека припаѓаат на тие етнички заедници. Во нашата земја живеат македонскиот народ, делови од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и други. Етнички заедници се дел од народ кој живее во Македонија или повоопштено етнички заедници се дел од народ кој живее во друга држава. Секоја етничка заедница си има своји белези, тоа се народни носи, обичаи, преданија, предмети, верски обреди и тие каде и да живеат си ги негуваат тие своји обичаи, обреди, преданија. Еве, овде има слики од албанскиот народ, значи какви се нивните народни игри, бошњачкиот народ, српскиот народ, народните носи. Но што е важно? Важно е дека сите граѓани во Република Македонија имаат еднакви права, независно од полот, верата, бојата на кожата, националната припадност и имотната состојба. Исто така и македонците пак во други земји се етничка заедница. Обично во соседните држави има македонци, во европските држави, во Америка, Австралија и други прекоокеански држави. И тие таму си го негуваат своето културно наследство и традиции. Овде имате две слики, каде што на едната слика е земен податок од Матица на иселеници и кажува дека веќе во градинките во Нов Јужен Велс во Австралија се учи македонскиот јазик, што значи дека во овој дел од Австралија има многу македонци. Во Мелбурн пак имало денови на македонски филм во 2009 година. Еве како македонците си го негуваат своето културно наследство и традиции. Темата е многу интересна, па затоа ви предлагам да истражувате. Две теми ви предлагам, но може и вие само иницијативно да си дадете и некои други идеи поврзани со населението во Република Македонија. Може да истражувате за составот на населението во моето место на живење или пак на тема народни носи, да составите албуми по тоа и да презентирате.
Овде има 4 слики на кои се представени народните носии на народите кои живеат во Македонија. Ова е на македонскиот народ, албанскиот, бошњачкиот, српскиот народ. Па да видиме накратко што научивте. Овде имате 5 искази на кои треба да ставите точно или неточно. Населението на една држава го сочинуваат луѓе кои живеат на незината територија. Македонци не живеат во други држави во светот. Според пописот до 2002 година во Македонија живеат 2 милиони жители. Сите граѓани во Република Македонија имаат еднакви права, независно од полот, верата, бојата на кожата, националната припадност и имотната состојба. И полова структура е сооднос помеѓу помладо и повозрастно население во одреден простор. Добро размислете и одговорете. Јас ќе ви помогнам дека има 3 точни и 2 неточни искази. Се надевам дека ви беше интересно. Дознавте за многу интересни податоци. Ги видовте и оригиналните податоци од пописот од 2002 година, а сега може да истражувате на предложените теми или некоја тема поврзана со населението која вас ве интересира.